Добар ден, почитувани, вие следите на новата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Со дланките се служиме додека јадеме, се облекуваме, работиме нешто, пишуваме, создаваме уметности и низа други активности. Болестите на дланката доведуваат до ограничување во секојдневниот живот. Каде од проблемите е неопходна хирургија? Па како изгледа хирургијата на дланка? Дали е секогаш неопходно да се направи отворена операција? Може ли тоа да се изведе без нож? Нова тема денеска разговараме со доктор Синоличка Џамбазова, ортопедски хирург во клиничката болница Жан Митрев. Следува на вистина интересно издание, затоа останете на Телма. За болестите на дланката во денешната Телма амбуланта разговараме со доктор Синоличка Џамбазова, ортопед хирург во клиничката болница Жан Митрев. Докторке, добре ни дојдовте повторно во студиото на Телма и добар ден. Добар ден и поздрав до сите гледачи. Со дланките секојдневно се служиме за низа активности, јадење, облекување, пишување, цртање, создавање уметности, така натаму. Дали болестите на дланката секогаш ќе доведат до некакво ограничување во секојдневниот живот? Морам најнапред да кажам дека даде одличен вовед и ќе се сложат сите со нас дека дланката, впрочем раката, е најупотребуваниот дел од човечкото тело. Ние не сме ни свесни дека правиме илјадници најразлични движења секојдневно. Понекогаш и забораваме да направиме одмор, а во неа се сместени такви структури сложени. Значи, впрочем, нема милиметар каде што не постои некоја важна структура. Значи, тука се коските, тука се мускулите, лигаментите, нервите, за да може да функционира, секако мора да има еден сложен состав. Постојат мноштво состојби. Меѓутоа, ќе кажам дека кога човек има болка, автоматски има едно ограничување во секојдневните обврски, во секојдневниот живот. Но 90% од сите патолошки состојби во предел на раката се манифестираат со болка. А ние за денес одбравме да говориме за две многу интересни состојби. Впрочем, во едната состојба имаме изразито силна болка, а во втората состојба немаме болка. Ќе започнеме со она каде што се чувствува болка. Проблем кој што е опишан како компјутерска шака, компјутерска дланка. Зашто станува точно збор? Токму така, или често пати знаеме на нашите стручни хирурзите за рака да кажеме дека таа е едноставно одлика на модерниот човек. Дури во Америка е прогласена за професионално заболување, а тоа е карпал тунел синдромот, или ние го нарекуваме синдромот тунели карпалис. Што всушност представува самиот синдром? Во пределот на дланката, токму во овој дел, се наоѓа еден канал, или ние го нарекуваме каналис карпи. Тој е многу сложен канал. Од една страна еден рскавично, коскен, фиброзен, нерастеглив канал. Тука можеме да видиме и фотографијата токму од оваа состојба, која што ќе го илустрира сето тоа. Значи, тој канал е голем, така? Да, меѓутоа во него се наоѓаат мноштво структури. Не е само овој нерв кој што е многу значаен, да кажеме дека тоа е средишниот нерв или нервус медианус. Можеме да ги погледнеме секако за карпал тунел фотографиите да ги видиме за најчестите болести на шаката, односно на дланката. И во човечкиот организам се наоѓа еден огромен нервен сплет, тоа е плексус брахиалис, токму ги гледаме инсертите, и многу сликовито и илустративно е прикажан тој нерв и всушност неговото инервационо подрачје. Ова е тој медијан нерв, значи медијанус или средишен нерв, кој што е одговорен за палецот, за вториот, третиот и половина од четвртиот прст, значи го инервира, тоа е неговото инервационо подрачје. Ова е многу значајна мешовита гранка, има свој сензитивен дел, или за народот тоа е чувството за допир, за студено, за топло, и свој моторен дел, и тоа е мускулната сила која што без неа не би можеле да функционираме. Ова веќе е еден од тестовите за диагностицирање. Сакав да истакнам она што е примарно, што ќе го почувствува пациентот, тоа е таа болка што се појавува. Секогаш
Првиот симптом е болката? Болката е придружен симптом на карпал тунел синдромот и оние трпки, мравки или како иглички ги опишуваат. Често пати кога ќе дојдат во секојдневната пракса, велат тука на ягодиците имаме како игли, како струички, тие сензации. Средниот прзвела дека го имаат палецот и средниот, меѓутоа и вториот, значи инервационото подрачје, токму како што го погледнавме на инсертите. Но во почетниот стадиум, значи тоа е болка која што не е постојана. Таа е болка која што на почеток ќе ја протресат само раката, дланката и тие сензации ќе исчезнат. Меѓутоа, како продолжува да компримира, значи карпал тунел синдром е најчестата мононевропатија и е најчестиот каналикуларен синдром, 90% од сите отпаѓа токму на него. Чисто илустративно, за да можеме да разбереме, 75 милиони луѓе во целиот свет заболуваат од карпал тунел синдром. Секој 20 човек. Многу честа патологија и дури по бројот на извршени интервенции во светот е на прво место. А кој почесто страда од овој проблем? Дали се тоа мажите или жените? Така, ова многу интересно прашање. Статистиката говори дека 3 пати е почеста појавата кај женската популација, па јас така милувам да си кажам во секојдневната пракса дека тоа е синдром на вредни луѓе, но јас велам вредни жени, затоа што е 3 пати почесто кај женската популација. Кои движења се всушност ризични, докторке? Што може да доведе до овој синдром? Многу убаво прашање. Многу е интересно, значи целокупната патологија. Може да се јави сам за себе како компресија од една механичка причина. Може да е еднократно, но може да е постојано. Но тој знае да биде дел од многу големи групи на заболувања. Тука би сакала да ги истакнам оние големи групи како што се ревматските заболувања, диабетес мелитус или шеќерната болест, пациентите кои што се на диализа. Да не заборавиме дека се правени многу студии за хормоналниот дисбаланс во текот на бременоста, каде што е транзиторна и менопаузата. Меѓутоа во секојдневието често пати ќе дојдат пациентки кои што се во текот на бременоста, меѓутоа не исчезнува карпал тунел синдромот после породувањето. Тука би сакала да спомнам дека навистина сме еден вреден народ, да тргнеме од работниците, од шивачите во шивачката конфекција, потоа рударите, луѓето што работат на вибрациони машини. Многу убаво постави прашање, значи што е она што доведува тие исти повторувачки, репетирачки движења. Значи секојдневно исти повторувачки движења доведува до притисок на овој нерв. На почеток, нели како што спомнавме, тоа се трпки, мравки, струја, која што поминува. Меѓутоа, како прогредира компресијата на самиот нерв, а во тој канал имаме дури 9 тетиви за флексија на прстите. За виткање на прстите. Сега можеме да замислиме што значи сето она што ќе го намали овој простор. Тој простор е ограничен. Тој канал е ригиден, нерастеглив. Може да е нека цистична туморозна формација. После скршеница знае да се јави исто така, значи после травма. Да, после повреда. Така да мноштво се состојби каде што може да се појави исто така луѓето кои што пациентите кои што примаат диуретици, тироидни хормони. Тироидните хормони ги споменавте, бидејќи многу е чест проблемот со тироидната жлеза. Точно така, да, и пациентите што примаат тироидни хормони може да се појави оваа компресија, но што е најважно во целава оваа приказна околу самиот карпал тунел, да се јават навремено, кога е оној прв стадиум. Почетниот стадиум. Но како ќе прогредира самата компресија, почнува да забележуваат пациентите дека им испаѓаат мали предмети од шаките. Почнува да се јавува, значи во овој дел на шаката, да слабе, ние го велиме хипотрофија на тенорот, па дури и атрофија во подоснежен стадиум. Навечер ги буди од сон. Значи, ги буди од сон, болката ги буди од сон. Или трпнењето. Исто. И болката и трпнењето ги буди од сон, имаат неквалитетен сон, неквалитетен живот, живот со болка, впрочем, и не е живот. Така да, тоа се оние, да кажам, карактеристики кои што се 90% кај сите пациенти, нели секако имаме исклучоци. А на која возраст обично се јавува проблемот? Помеѓу 35-та година и 60-та година, меѓутоа имам пациенти кои што се и по оваа граница и над оваа возрастна граница. Значи не е оваа болест резервирана само за повозрастните лица, како што споменавте и жени во бременост се јавуваат пред се поради можеби хормонскиот дисбаланс кој што се јавува. Па она е најубавата возраст, нели тоа се работно способните луѓе.
Карпал тунел синдромот е нешто на кое што навистина се дава акцент. Тоа е најчестото заболување во предел на раката, како што спомнав, значи таа е најчестата компресивна мононевропатија и на него отпаѓа 90% од сите каналикуларни синдроми. Меѓутоа, мораме да спомнеме дека во предел на раката имаме уште едно заболување. Ке стигнеме до него, само би сакала уште неколку прашања во однос на карпал тунел синдромот, односно компјутерската шака. Како се поставува, докторке, диагноза? Првично како и бидејќи не секое трнење на прстите е всушност секако оваа болест. Првично и секоја болка во пределот на дланката. За секое заболување најважно е добро земена анамнеза. Околу дијагностицирањето на самиот карпал тунел синдром ни помагаат, постојат специфични клинички тестови, но мораме да кажеме дека е многу важна електромиографијата. Значи постои специјално испитување кое што се прави на неврологија и резултатите ќе ни покажат точно која компресија, кој степен на компресија, во кој ниво, токму така, значи кој е запатен, дали е сензитивниот дел, дали е моторниот дел, така да овие сите заедно прават една целокупна целина и од кога ќе ги добиеме сите резултати, можеме да пристапиме кон хируршкиот захват. А дали има некои пациенти кои што се атипични, кои што има спроводливост? Нервот, но тие сепак ќе имаат оваа дијагноза? Секаде во медицината има секогаш има отстапување, што велиме ние, така да 5% од целата популација имаат и поинаква анатомија. Меѓутоа тоа е навистина многу ретко, така да во се постои отстапување. Има правило дека во медицината се мора да е така, или дека симптомите се идентични, кога ќе говориме за другото заболување, дури ќе ви дадам еден интересен податок дека дури секој пациент различно се манифестира самото заболување. Ќе проговориме уште малку за компјутерската шака, односно синдромот карпал тунел. Дали секогаш е неопходна хирургија? Може ли нешто да се направи за да се смират симптомите или пак сосема да се повлече болеста? Кога станува збор за оние рани стадиуми на болеста, секако дека ние советуваме Б витамин, значи витаминска терапија, постојат соодветни ортози кои што се носат на рачниот зглоб, токму така, специјално помага ортозата, секако дека помага, но зборуваме за раните стадиуми. Меѓутоа, кога ќе продолжи компресијата на самиот нерв, кога самите симптоми ќе станат постојани, веќе станува збор за страдање на самиот нерв. Се појавува оток, едем над ткивото и околните структури исто така страдаат. Тоа во операциона сала многу убаво сликовито се доловува самата пребоеност дори на нервот. Значи тој станува од еден розеникав, бел како креч. Јас често пати за да вака им биде поблиско објаснето, велам вашиот нерв е како во еден зид, како во една карпа. И тој сака да земе воздух, но не може. Значи нема прокрвеност. Немаме добра циркулација, затоа и пребоеноста е таква. Кога долго страда, затоа инекциите со кортикостероиди што се даваат исто така може локално. Да, секако блокадите во почетните стадиуми може да го намалат тој оток, нели, кој што е веќе присутен. Може и сосема да се повлече болеста доколку е во ран стадиум, секако симптомите ќе се повлечат и ќе исчезнат. Меѓутоа зборуваме за првиот стадиум, нели, раниот стадиум. Сакав само се јавуваат во тој стадиум на преглед пациентите или знаат да чекаат? Би сакала и верувам дека токму овој тип на емисии допира до широката популација. Се почесто и културата, морам да кажам дека е на повисоко и повисоко ниво здравствената култура во Македонија, затоа што кога започнавме со проектот за хирургија на рака во Македонија 2012 година, доаѓа навистина во еден подоцнежен стадиум, но тука сакам да упатам една пофална нота до матичните доктори широм земјава, кои што навистина веќе ми ги праќаат своите пациенти со точна опатна дијагноза, на која што сум посебно радосна и посебно горда, и е многу важно за еден пациент да не страда долго нервот, бидејќи тоа е една специфична структура, да не дозволиме да страда. Физикалната терапија помага во мноштво случаи во предел на раката на горниот екстремитет, но не кога имаме притиснат нерв. За да не се губи време, апелирам што поскоро да се јават и да се ослободи самиот нерв. Се работи во локална анестезија, работиме минимално инвазивна хирургија, значи тоа значи работиме мали резови, каде што е потребен рез,
работиме 90% од дијагнозите во горниот екстремитет со техника која што не користи нож, така да локална анестезија, дента се оперира, значи се ослободува, таа е на прикривка, таа изгледа, и тука многу се гледа тој лигамент, тие структури анатомски. Овој дел, тука така? Да, токму така, и тој е како една прикривка која што буквално го гуши, мораме ние да ја ослободиме, се вели, или се пресекува таа, така да интервенцијата, значи 30 на минути во локална анестезија, потоа си заминуваат дома. Значи, навистина брзо може да се реши еден вака сложен и сериозен проблем. Дури трпат со години, значи, навистина за овие 15 години како специјалист ортопед сум видела мноштва случаи, дури во оние крајни стадиуми ние ги викаме како канџи шаки, кои што може само да се видат во некои стари учебници. Затоа сум навистина секогаш се стремам да допреме на овој начин, со овој тип на емисии, да не се плашат, да ги охрабриме, дека ако навреме се јават, проблемот ќе се реши, ќе имаат добар сон, ќе имаат квалитетен живот, ќе се вратат на своите секојдневни обврски. А колка е успешноста на оваа операција? Различни се светските статистики, меѓутоа можам слободно да кажам, навистина со гордост да кажам дека немам рецидив во мојата досегашна пракса. Одлично. Но постои ризик кај некои пациенти да се повтори проблемот? Доколку е генетиката како фактор ризик секако, дека секаде појава на постои болеста? можност за ризик, се прави мноштво студии. Особено горниот екстремитет и хирургијата рака е многу интересна како гранка на хирургија, бидејќи за да сте хирург на рака треба да имате 5 специјалности. Да сте ортопед, да сте травматолог, васкуларен хирург, пластичен хирург, неурохирург, сите тие 5 специјалности во едно. Така да она е навистина многу интересна и како област и како мноштво состојби, и се стреми кон една минимална инвазивна хирургија со мал пристап, значи тоа се мали засеци, со побрза рехабилитација, побрзо враќање во секојдневието. Болестите како што се особено пациентите на дијализа може да се случи, тука е честотата најголема за повраток или за рецидив. При третирањето на овој синдром, значи ќе се направи хируршкиот зафат, потребно ли е потоа да се лекува и болеста која што довела до влошувањето на нервот? Одлично прашање. Значи кога станува збор, проговоривме дека може да е механичка причина, која што е еднократна или која што е постојана. Но споменавте и ревматоиден артритис, шеќерна болест, проблеми со тироидна жлезда, навистина многу чести болести, за жал. Да, кога е како дел од некоја друга болест, значи секундарна причина, со самото третирање правилно на примарната болест може да се повлече симптомите на карпал тунел синдромот. Дури во тој случај нема потреба ни операција да се направи? Нема потреба, секако. Со решавањето всушност на примарната болест ќе дојде до подобрување и на болеста на дланката. Кога е дел од мноштва заболувања, кога станува за механичка причина, која што е еднократна, често пати секој ќе забележи, а не знае што му се случува, кога работиме на компјутер и поставена ни е раката во оваа позиција со лактот допрена и чувствувам сензации одеднаш, значи тоа е сосема друго, меѓутоа е многу слична, исто компресија на друг нерв, тоа е улнарниот нерв, и чувствуваат во малиот и до малиот половина дека имаат трпки мравки струја. Со самото поместување на позицијата на раката исчезнуваат. А што советувате кај оние лица кои што имаат ризична професија? Еве, како да работат на компјутер? Има ли некоја препорака? Самата професија која што е поврзана со компјутерот и тие одредени часови поминати со компјутер, советувам секако да се направи одишка или јас велам пауза малку на дланките. Не само работата со компјутер во текот на работниот ден, често пати знаеме да продолжиме, нели, и по завршувањето на работното време. И секогаш доминантната рака е таа која што е најатакувана. Да направиме првенствено распределба на двете шаки во секојдневните обврски што ги работиме, а оние кои што работат професионално, нормално на компјутери, советувам да направат
кратки мали паузи постојат специјални помагала како што се силиконските јајца, како што се специјални топчиња за релаксација и потоа да си продолжат и да се вратат на нивните обврски. Така има физиотерапевти, фризери, масери, низа професии кои што се ризични, претпоставам дека истиот совет им го давате и на нив. Токму така, и стоматолозите да не ги забораваме. Значи, хирурзите исто така. Има мноштво професии кои што и те како поминуваат и прават едни исти движења, повторувачки, и тоа е оној најголем ризик фактор за појава на компресија. Не само на карпал тунел, ние одбравме да говориме затоа што тоа е најчест, но постојат значи компресии на другите нерви. Ајде сега да проговориме за уште една болест која што често се јавува на дланката, а тоа е состојба кога дел од прстите луѓето не може да ги исправат. Па како се нарекува оваа состојба во медицината? Втората почестота состојба се нарекува дипитрен или контрактура дипитреново заболување и можеме секако да ги побараме инсертите од дипитреновото заболување. Така, ќе ги видиме на екранот. Нешто што е интересно, ако карпал тунел синдромот беше 3 пати почест кај женската популација, ова заболување дипитрен е почесто дури 10 пати кај машката популација. Значи тука сега е ситуацијата спротивна. Сосема спротивна. Но она кое што доведува да не дојдат во првите 2 стадиуми, постојат 4 стадиуми, еве тука можеме да ги погледнеме, е тоа што нема на почеток болка. И македонскиот пациент знае да си трпи, се додека не дојде да не може да воопшто се служи со самата рака. Што представува дипитрен? Тоа е фибропролиферативно заболување во предел на овој дел на палмарната фасција на дланката. Еве може да ги видиме и како струни, како кордови, се појавуваат подкожни фиброзни чворчиња. Може лесно секој од нас да си ги напипа со тврда конзистенција и забележуваат дека најчесто се зафатени 4-тиот и 5-тиот прст. Значи малиот и до малиот прст се најчесто зафатени. Најчесто 4-тиот и 5-тиот прст. Со тоа што како прогредира самото дипитреново заболување, тие мали чворчиња, може слободно да ги гледаме инсертите и ќе ги подкрепиме со објаснување. Значи, еве тука гледаме, значи, често пати кај еден пациент може да бидат и двата прста, но се јавува и билатерално. Дури 45% се јавува обострано и на двете шаки. Доаѓаат кај нас за жал вака во еден потежок стадиум, тоа е 3-тиот и 4-тиот стадиум. Сакав да истакнам дека на почеток се мали чворчиња, потоа се претвараат во едни ригидни траки, кои што присилно го повлекуваат 4-тиот и 5-тиот во една флексиона состојба или свиткана позиција и не можат никако потоа да ги вратат во нормалната позиција, затоа што е ова ригидно, фиброзно ткиво, кое што ги повлекува и ако долго време веќе прогредирате само за заболување, дури може да дојде и во оваа комплетна свиткана позиција. Значи ова болест не се развива брзо преку ноќ. Потребно е време за да дојде до ваква сериозна компликација. Индивидуално е многу интересно. Кај некои пациенти може рапидно прогресија да настапи за месец до 2, кај некој за година и пол, кај некој после 2 години. Многу индивидуално и самата распространетост на таа фиброза може да е вертикално, подолжена на самиот прст, но може да е лепезаста низ целата палмарна фасција. А познато ли е што доведува до појава на овие фиброзни чворчиња? Има ли тука генетиката некаква заслуга, бидејќи споминавте дека има полова разлика во појавноста на болеста? Токму така, се до 2011 година постоја многу теории. Меѓутоа во 2011 година при мојот престој во Кралската болница во Лондон, најновите истражувања докажуваат дека станува збор за генетско заболување. Велат постои келтски ген. Значи станува збор, дури е направена многу интересна серија на фамилии во кои што дипитренот се наследувал од генерација на генерација. И е докажано дека станува збор за генетско заболување. А дали во позадина може да стојат исто така некои заболувања како и карпал тунел синдромот? Така, се смета дека кај пациентите кои што консумираат алкохол, па и кај пациентите кои што пушат цигари, пациентите кои што имаат епилепсија и диабетес мелитус, и исто така кои што доживеале некоја механичка травма или работат на вибрациони машини, меѓутоа станува збор за генетско заболување. Ова е само нешто кое што може да допринесе да го поттикне самиот процес на создавање на тој неквалитетен
колаген во предел на дланката, кој што навистина е многу ригиден и на самата палпација, но она што е добро со само еден преглед ја поставуваме диагнозата. Како изгледа прегледот? Во што се состои? Прегледот е клинички преглед. Значи, само клинички преглед, нема потреба од ништо повеќе. Ништо друго. Значи, анамнеза добро земена и добар клинички преглед. Нема потреба магнетна резонанца да се прави. Не. Тоа е тука се скратува времето во поставување на диагноза и се пристапува кон една многу интересна интервенција за која што ќе говориме денеска. Ајде, опишете ни таа интервенција. Значи, се отстрануваат ли чврчињата? Што се прави? Така. Што доколку се благо превиткани прстите? Или пак само има чврчиња, а нема такви нема ги опишуваат како превиткување на струни на прстите. виолината, значи тие толку се силни што ги тука се гледа, ова е инсерт, ова е фотографија која што е веднаш после самата интервенција. Слика не еве како изгледа самата еве интервенцијата. Можеме да се задржиме на оваа фотографија. Сакав само да истакнам дека навистина сум горда што ова техника ја работиме во Македонија, во Жан Митрев клиника и сме единствени на Балканот, а воопшто во целиот свет само 4 школи ја работат оваа техника во која што не користат нож, односно скалпер, но четвртиот стадиум, најтешкиот, рече си никој. Токму со овој четврти стадиум, во 2018 бевме во првите 5 на Светскиот конгрес Монтреал, Канада, а минатата година го освоив првото место. Честитки, докторке, честитки за овој голем успех. Навистина убаво да се слушна дека докторот Македонија работи една ваква ретка интервенција и тоа е возможно ваков зафат сложен да се изведе кај нас. И навистина сме, да ти кажем искрено, ова е хирургија тимска работа. И сите сме подеднакво и горди и стрекни зашто ние сме една мала земја. Меѓутоа светот и такако знае да го признае и да ти оддаде признание за ваков голем резултат. Тоа беше 8 годишна клиничка студија со мноштво пациенти. Сега само накратко многу интересна историјата на самата техника пред да пристапиме на игличките како се спроведува. Значи во минатото колега ентузијаст започнува студија на 100 пациенти. Таа студија го охрабрува по добиените резултати и прави една голема серија од 2013, тоа е професор Гари, докажува дека 98% резултатите се одлични. Тоа ги охрабруваат затоа што е релативно ново во целиот свет. Сите тие микрохируршки, минимал инвазив сърджери техники, сите тежнеат центри на светот да пристапат. Меѓутоа, зошто четвртиот стадиум не сакаат? Дури советуваат и ампутација во одредени центри, зашто ќе видиме на фотографиите каде што имаме комплетна свитканост на прстот, дали е тоа малиот или и двата, нема како да се пристапи. Значи, ограничен е просторот за почеток на самата интервенција. Инаку не се користи нож, нема скалпер, да ги охрабриме самите гледачи и пациенти кои што ќе се препознаат во овие симптоми. Се пристапува со локална анестезија. Така. Значи, исто така, доаѓа пациентот, дента се извршува, 30 на минути трае самата интервенција и се заминува истиот ден дома и често пати многу се интересни нивните приказни, велат сега дома нема да не препознаат или имаме нова рака, тоа што некој доаѓа после 5 дури 10 години во таа позиција која што и те како го лимитирала во секојдневието. Значи, еве сега и модерен човек. Не може да се земе чаша вода. Ништо не може да направи, дури да пресечат едно парче леп или да отворат нека тегла, конзерва или зборување на мобилен и тоа им е ограничено, па дури и едно добро утро, добар ден, обично ракување. Да се ракуваме, така. И тоа е зошто е овој посебно четврти стадиум предизвик, третиот и четвртиот се потешки, предизвик се секако, во сите 4 ги спроведуваме стадиуми, меѓутоа за мене е предизвик, затоа што навистина во една таква деформирана состојба во која што веќе имаме и народски вкочанети зглобови, односно контрактура, затоа што долго време во оваа позиција, значи тие буквално доаѓаат после години и години со оваа состојба, поминати, после неколку дена навистина значи комплетно е вратена и функцијата исправени и сега кога токму овие се тие инсерти после интервенцијата извршени, значи пациентите Значи виднаш по интервенцијата прстите се исправени. Се исправаа, да. И сега користите иглички, споменавте. Токму така, да. Можеме подоцна во текот на емисијата да се задржиме на таа фотографија. Колку иглички, на кои места со тие иглички влегуваат? Како изгледа сето тоа? Секој пациент е индивидуа сама за себе, пристапот е индивидуален. Така да и самото фиброзно ткиво е различен од пациент до пациент. Секаде пристапувам различно, меѓутоа најважно е тоа што се работи во локална анестезија, нема болка пациентот е свесен, значи си разговараме во текот на самата интервенција.
И она што мислам дека ќе биде како податок интересен, бидејќи навистина мноштво пациенти кај нас Дипитрен е многу чест. Значи некаде само неделно 15 пациенти се диагностицираат со дипитриново заболување, а исто толку и со карпал тунел синдром. Така да, она што е интересно, верувам ќе им биде интересно и во прилог на гледачите, дека дури ги вклучивме преку летниот период и сабота и недела, значи со термини, за да можат навистина да дојдат што повеќе пациенти, да им се помогне на повеќе пациенти. Од овој момент емисијата, докторка, ќе биде контактна. Ги повикуваме гледачите да се вклучат со нивни прашања во денешната Телма амбуланта. Доктор Синоличка Џамбазова, хирург ортопед, специјалист за хирургија на дланка, односно на рака, е гостинка во студиото на Телма и таа ќе даде појаснувања за сите оние дилеми кои што се ве мачат, а се поврзани со болестите на дланката. Како што можеме да видиме, нема рез, има само, се извинувам, одредени делови на прстите како точки. Тоа е во моментот кога се работи, потоа ништо не се познава и така се шегувам, викам ништо нема да се познава. Велат пациентите, ама ние ќе ве памтиме цел живот, така да, не се познава ништо, значи нема рез, нема конци, нема преврски. А рецидиви? Се враќа проблем? На светско ниво е опишано, но со класичната метода. Значи се уште многу центри работат класично со скалпер, значи со нож. Значи отворена хирургија. Отворена хирургија, за Дипитрен и текако е тоа и текакова придобивка е оваа оперативна техника, затоа што по извршената интервенција пациентот нема конци, нема преврски, не треба да доаѓа на неколку дена за преврски, обично 10 на дена до 14 конците со старите техники, нели, треба да се извадат. Навистина се поштедени од многу работи, јас советувам само да не дигаат тежок товар првата недела, веќе за 2 дена може да се вратат и на работа и на секојдневните обврски. Потребна е физикална терапија во процесот на опоравувањето? Кај овој зафат конкретно не, а кај другиот кој што зборувавме за ослободување на нервот. Има други состојби кај што и текако ние од помош физикална терапија, меѓутоа во овие две состојби после завршената интервенција нема потреба да се спроведе. Со оглед на тоа дека се работи, еве оваа фотографија каде што е представено на колку места всушност се влегува со игличките. Така, ова е еден шематски само приказ, но навистина кога ќе ги погледнеме, јас често пати се шегувам и велам моето најголемо оружје е токму таа игличка што ја гледаме во моментот. Значи се работи, треба тој е многу јак, многу силен корд. Самата конзистенција е неверојатно тврда, ригидна. Значи тој мора да се пресече самиот корд, меѓутоа употребуваме и соодветни лекови кои што се аплицираат, кои што прават стручно се вели апоптоза или вака народски попристапно, буквално го јадат самото неквалитетно ткиво. Болка по зафатот некаква се чувствува? Не, дури 95% од досега сите оперирани пациенти велат не се напиле ниту аналген, значи ништо не пијат буквално за болка, така да значи нема болка, од утредната веќе нема ни преврски, се слободни да се служат со своите шаки. Значи комплетно се враќа квалитетот на животот кај овие лица. Имаме гледач, ке дадеме предност на гледачот. Добар ден за него. Добар ден. Повелете во програма сте. Сакам да прашам, пошто на едната рака... Така? Имате некаков проблем на едната рака? Да, на едната рака го санира, беше во државна болница. Што имате, каков проблем? Значи, таа беше исто со оваа другата слика што ви беше, значи, собран прсто. Добро. Со хируршка операција, значи, зафат, со скалпер, завршија го работа, исправија го. Сега на левата рака, на малиот прст, али скроз се собра. Сега на другата рака ви се јави истиот проблем. Предпоставам прашањето е што може да се направи и дали сте вие кандидат за овој зафат? Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, доктор. Како што споменавме, 45% е обострано билатерално. Како што кажа самиот гледач, на едната рака веќе се појавил Дипитрен и тој е решен со класичниот пристап, а сега веќе имаме и на втората рака. Кога веќе ќе се појават симптомите на една шака, генерално ова зборувам за сите кои што го имаат овој проблем, не конкретно само за случајот, почнуваат да се појавуваат и во другата шака.
Тоа нека биде аларм или да го вклучиме црвеното светло да побараме стручна помош. Секако пациентот може да си се јави на инфошалтерот на Жан Митрев клиниката, си закаже термин и ќе го прегледам секако и ќе се договориме што треба понатаму да се прави. Кој може да биде кандидат за овој зафат? Дали секој пациент може да се изведе? Кај секој пациент кој што има дипитреново заболување, без оглед дали станува збор за првиот, вториот, третиот или четвртиот стадиум, но ќе ми биде мило ако војнина доаѓаат порано во овие први стадиуми, затоа што навистина третиот и четвртиот стадиум е предизвик за секого. Ние сме среќни секако затоа што успешно ги решаваме, меѓутоа интервенцијата би била пократко би траела, нели, ако е првиот и вториот стадиум, и за сите нас би било многу полесно. Би сакала да се војднина навистина евуваат во овие порани стадиуми, но без оглед, ако се веќе во третиот и четвртиот, ние секако успешно и тоа го третираме. Дури сакам да споменам дека за жал ни доаѓаат многу пациенти од другите центри кои што се неуспешно лекувани, каде што мораме да направиме ревизија, и оваа техника навистина е фантастична во пристап и на такви рецидиви, каде што правиме ревизија, покажува добри резултати. Дури ако е направена класична операција, може да се изведе овој зафат? Може да се изведе, да. Тоа е едноставно да се поправи она што за жал е неуспешно претходно од некој друг центар сработено, и апелирам навистина до сите колеги. Хирургија на рак е специфична. Треба да имате множество. Потребна е специјална едукација за тоа. Апсолутно. Значи множество обуки, под менторство, курсови за микрохирургија, за хирургија на рака. Не секој може да пристапи во ова подрачје, кој што така е сложено, значи тоа нема навистина милиметар каде што нема некоја важна структура. Имаме гледачи кои што очекуваат вклучување, да ги слушнеме следните прашања. Добар ден. Добар ден за следниот гледач во денешната емисија. Ве слушаме одлично, повелете. Добар ден, дали сум програма? Да, во програма сте, ве слушаме и го очекуваме вашето прашање. Повелете. Добар ден. Добар ден. Само ќе ве замолам разговорот да го следите преку слушалката. Намалете го тонот на телевизорот, за да се избегне доцнењето, и само на овој начин можеме успешно да искомуницираме. Јас имам 56 години. Така. И имам проблеми со раците. Мене раците ми трпнат, ме болат. Така. Така, и на сабајле осеќам повеќе згрченост во прстите. Бев доста на испитување, немам ни на реуматологија, бев остеопороза испитуваа, ми се јави само една циста на средниот прст на коската, и бев кај доктор Самарџиски, рече имаш проблем, тоа се вика болест на вредни раци. Имам само едно прашање. Спомнавте дека имате трнење? Да, може ли да ни кажете во кои прсти, во кој подрачје од шаката? Во цела дланка. Во целата значи дланка. Прстите, и многу често ми паѓаат предметите од раци. И ви било кажано дека имате синдром на вредни раце, ако разбрав добро. Да. Кај доктор Самарџиски ми рече тоа не ми даде никакви лекови, и сега јас осеќам дека не можам почесто и почесто болките ги осеќам во прстите и трнењето, ми паѓаат раци, одраци. Така, и сега се барате секако решение за ова што представува за вас влошување на секојдневниот живот, на квалитетот на животот. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторке, што можете да советувате? Како што споменавме, тоа е тоа што зборувавме во првиот дел на емисијата, ако не се лажам. Така, да, мене ми е навистина многу драго што се пронаоѓаат во она што го зборуваме, така си ги гледаат симптомите, и често пати пациентите навистина не знаат што им се случува. Не само со трпки, мравки или кои ќе се појават овие нели мали чворчиња, не знаат зашто станува збор. Меѓутоа многу убаво ни објасни пациентката и кажа еден симптом кој што исто сакам да го истакнам, а тоа е утринската вкочанетост. Наутро, рече, кога ќе стане, ги чувствува како згрчени прстите. Знае да биде дел од симптоматологијата на карпал тунел синдром, таа вкочанетост наутро, кај дел од пациентите. И по направени вежби или тресења на дланките ќе попушти сето тоа. Но друг интересен податок даде дека ги чувствува во сите 5 прсти. Станува збор за компресија или притиснати два различни нерви.
едниот е оне за кој што денеска говориме, на кој што даваме на вистина акцент, бидејќи е најчестата компресивна мононевропатија, тоа е карпал тунел синдромот, но другите два прста, значи малиот и до малиот половина, се инервирани од друг нерв, во некоја следна прилика секако ќе говориме, а тоа е унарниот нерв. Значи кај пациентката имаме мешовита природа, притиснат медијанус или средишен нерв и притиснат унарен нерв. Советувам да се направи електромиографија, ЕМГ, и со комплетно, значи готовиот резултат, слободно може да си закаже термин и да дојде во Жан Митрев клиника. Уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Добар ден. Ало, Повелете. поздрав до емисијата, прашање до докторката. Така. Десниот, четвртиот прст од палецот на десната рака. Навечер ќе се свитка, наутро морам да го исправам на некој начин. През ден не. Така се уваше и на десната рака, меѓутоа сека на некој начин то се санира. Па, ве молам, тој и третиот прст така, меѓутоа тој некако се подобре ситуацијата. Што е сега ова што на прстиви вака ми се мене виткат и денски не. Само не навечер денски, имате само проблем. навечер. И морам да ги правам, морам. Да ги исправите, така? Да. Тоа е малку тешко, болит, меѓутоа на некој начин ќе го исправам. Така. Да немате некој подпрашање, докторки, или тоа е се? Многу, Така, ви благодарам за драго што се вклучувањето во програма. Вклучи пациентот, тоа исто е една многу честа состојба. Многу пациенти доаѓаат, ова е сосема друго заболување, кое што секако ќе ми биде мило во иднина да говориме. Станува збор за во овој дел на шаката, значи се наоѓаат тетивите за флексија или свиткување. Кај пациентот е четвртиот прст од десната шака. На својот пат, јас за да им објаснам посликовито, велам, вашата тетива поминува под еден мост. И тука буквално се прави она фиброзно неквалитетно ткиво. Кај истава состојба, значи таа се уште, кога ќе се свитка, може механички, Може значи се со исправи сила, механички, со така. сама друга диагноза е ова, да. Во овој случај нема не е можност. поврзано, да, како дипитренот, каде што не дипитренот. може. Но кога ќе дојде четвртиот стадиум и од таа состојба што има последниот гледач, ќе дојде до вклештување комплетно на прстот, па нема да можат ни со механичка сила да го исправат. Затоа советувам да не чекаме да стигне тој четвртиот или вклештувањето, каде што е енормно силна болката првенствено и се пристапува секако кон интервенција, нема на друг начин, како тој самиот не може веќе да го врати. Исто се работи, значи тука се работи во овој дел, тоа е Повторно има фиброзно ткиво кое што повторно фиброзно создава ткиво кое што проблем. требаме да го решиме и со оваа техника со која што користиме само иглички, може успешно да се реши состојбата. И докторки, постои ли начин да се спречат овие болести на дланката? Еве да речеме, ако внимаваме дали криваме тежок товар, да ги одмараме. Така, има дланките. за одредени состојби, особено за дипитреновото заболување, навистина науката многу длабоко оди. Во 2011 година започнуваат студии со биолошките маркери, тоа се матрикс металопротеиназите. Постојат два специфични, како што е двојката и 14-ката, кои што се смета дека во иднина ќе бидат клучни биомаркери во прогресијата на самото заболување. Па во оние фамилии каде што имаме дипитрен, со Овие тестови, диагностицирање, да, со помош на овие тестови може да се открие кој е носител на генот за дипитрен и да може да се спречи. Се работи навистина на полето на хирургија на рака многу низ целиот свет. Кога станува збор за другите заболувања, навистина 90% се на вредни луѓе, тоа се баш вредни шаки, затоа што се е поврзано со двете шаки во секојдневието и често пати тука имаме многу структури како што се флексорните тетиви кои што знаат да направат воспалување, кое воспалување кој трае подолго, прави неквалитетно ткиво фибрози и доведува до тие, како што ни ги опиша последниот гледач, свиткувања и морате принудно со сила да ги испрушите. Докторке, ви благодарам многу за денешното гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека ќе ни дојдете повторно да ги објасните и останатите заболувања на дланката, бидејќи очигледно ги има многу и воопшто не се ретки. И се гледаме повторно. Мене ми беше задоволство. Ке се видиме повторно, едим за благодарам и на гледачите што ја проследи и денешната емисија која што ја реализиравме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Почитувани, ви посакувам пријатен ден.